Се враќаме во студиото со една друга тема, а тоа е дека храната никако не треба да биде луксус во живеењето. Но според Државниот завод за статистика, над 450.000 луѓе во Македонија живеат во сиромаштија, поради тоа што немаат доволно приходи да си ги обезбедат сите оброци во денот. А вишокот храна кај оди? За тоа ќе разговараме со мојот денешен гостин, господинот Душко Христов од Банки за храна. Господине Христов, овие бројки точни се? Па ја би се согласил дека голема сиромаштија има во Македонија, дека се 455.000, ако да не влеземе во политиката на тоа колку луѓе се селат од Македонија. Да, бројките се големи и навистина огромен број на граѓани во Македонија живеат под линијата на сиромаштијата, не се на маргините на општеството, него се под таа маргина која што ја означува сиромаштијата, односно се мери кодексот на сиромаштија. Дали приходите се првата причина зашто луѓето не може да си ги дозволат сите оброци во денот? Јас само едно ќе кажам дека пред неколку години во 2-3 наврата, значи во годините назад, правевме некои истражувања каде што ги вкрстувавме одредени податоци на фрлена храна, потребна храна, висина на примање на одредени граѓани. На поставеното прашање од 15 до 20.000 луѓе, 15 до 20.000 денара, над 80% луѓето кажа дека ги имаат тие примања. Од тој аспект, сега ако велиме дека 15.000 денари, што можеме да направиме со 15.000 денари во текот на месецот, не дека тоа не може, меѓутоа тоа е под секој ниво. И достоен, оно што рековте дека не може да се обезбедат оброци, ја би рекол достоен оброк за себе и за своето семејство, бидејќи со 15.000 денари 1/4 члена од семејство тешко, односно никако не може да опстане во текот на месецот. Добро, но во овие статистики, освен семејствата кои што имаат мали примања, дали влегуваат и бездомниците? Која се категорија на луѓе влегува во оваа статистика? Зборот бездомник е, ја викам, атрактивен збор, бидејќи тоа означува дека лицето нема ни дом, ни околу дом, ни под дом, ни над дом. Да, но тоа е реална состојба. Да, тоа е реална состојба и факт, но тоа се многу мал број на луѓе во Македонија, кои што ја мислам дека институциите, доколку самите тие бездомници се вклучат во еден систем, институциите го погледнат тоа реално во лицето на тие луѓе кои што имаат таа потреба, тогаш ќе видиме дека тоа е решлива категорија бездомниците. Многу поголем дел се оние луѓе кои што работат вработени со ниски пријамања. На второ место се оние социјални случаи кои што мислам дека се околу 25.000 домаќинства дека примаат некаква социјална помош од страна на институциите. Така, според статистика, околу 21,9% е стапката на сиромашни лица во 2016 година. Па не е далеко таа стапка. Значи, сиромашти има, да се разбереме секаде, не само во Македонија, тоа е точен податок или па плюс-минус некој процент. И сиромашти има и во Европа. Ние како Банка за храна, членка на Европска федерација на банки за храна, на дневна основа помеѓу 3 до 3,5 милиона оброка делиме, ставиме Македонија тука, бидејќи сме таму присутни. Така да сиромашти има и во европските земји. Меѓутоа, таму има важат други стандарди, други системи, каде што значаен број, значи, ја пак ќе речем, над 20 милиона секојдневно се на некој начин на јаслите на некој начин поддршката која што обезбедуваат преку системот банкарство со храна, бидејќи Банката за храна е организација, меѓутоа систем, филозофија, банкарство со храна, тоа е веќе еден комплексен процес кој што ние викаме треба да се почитува, отворени за сите и сите би требало, односно да го испочитуваат, односно сите заедно да тргнеме во тој процес на имплементација на одредени одредби или иницијативи кои што носат подобро утре за граѓаните на кои што тоа им е неопходно. Кога ќе го кажеме зборот банка, не потсетува на нешто друго. Може ли да ни објасните банка за храна? Зборот е универзален, тоа е депо. Вие складирате храна, како функционирате? Ние во овие 7-8 години, значи постоиме од јануари 2011 година, успеавме да излобираме на разноразни начини од компании, поединци, институции, граѓани, над 600 тони храна. Како ја обезбедувате храната? Водиме, кажуваме дека храната која што со теса рекно потреба би било добро да се донира во хумани цели. Во Македонија постои можеби не најсовршен, меѓутоа постои закон за донации и спонзорство врз основа на кој што компаниите кои што донираат па и храна имаат право на поврат на ДДВ. На тој начин
Предпоставам дека почна да се буди свеста последните неколку години, дојде и други инициативи што е за поздравување и сега сме во моментот да треба да направиме една синергија помеѓу сите овие инициативи. На крајот на криштата граѓаните кои што имаат мака имаат потреба да им помогнеме, бидејќи банкарството со храна не е само храна давање, тоа е еден сплет на активности кои што значи решавање на одреден проблем, бидејќи ние како луѓе и фамилии го имаме во нашите животи. Ние не можеме да речеме, исклучувајќи и категориите стари изнемоштени лица, лицата со хендикеп или дечиња, сите останати на некој начин се работоспособни и можат да се обезбедат парче леп, само што институциите и ние како граѓански организации треба, можеме, да речеме, и знаеме како да на некој начин помогнеме на тие поединци во тие фамилии да се обезбедат подобро утре за себе и за своите фамилии. Така, чисто за јавноста, банка не значи дека за храната се плаќа, него храната се токму храната се донира бесплатно. Ние, како што спомнав, само како еден податок, минатата година собравме околу 96 тони храна, ја поделивме на над 3.500 жители. На дневна основа помагаме преку мрежата на граѓански организации во сплотени во една коалиција против гладот, над 300 лица во Македонија, во 11 градови. На месечна основа обезбедуваме околу 50 на пакети социјални прехранбени пакети во претежно во руралните делови, бидејќи делот од системот кој што сега постои во Македонија горе-доле не ги опфаќа дел на руралните општини, односно места, а луѓе живеат таму. Некој ќе рече па имаат да произведат од нивата, од дворот, од другото. Да, меѓутоа треба и ѓубре, треба и семенски материјал, треба и работна сила, таму се претежно па и стари изнемоштени лица. На тој начин ние го тоа пробуваме да го закружиме како процес. За тоа претежно како ја набавувате храната, ќе ја прашам малку подоцна, меѓутоа, ако се земе в предвид за време на локалните избори, колку споро идеа вкрстените листи помеѓу државните институции само за избирачкиот список. Ова е можеби еден посложен систем. Значи овде треба да влезат како државните институции, така треба да влезе и локалната самоуправа, потоа угостителите, за на крај храната да дојде кај оние на кои што им е најпотребна. Како да се дојде до тој одржлив систем? Работите на таква студија? Значи вака, на три начини може да се дојде. Едниот начин е користејќи ги листите кои што веќе постоечки од страна на официјалните центри за социјална работа. Меѓутоа, од нашето искуство дојдовме во ситуација да неколку семејства ги одбиеме веќе со помош, да не даваме помош, бидејќи кога отидовме да ги носиме пакетите, тие имаат подобри куќи и возила, односно моторни возила пред куќата, неголи што ние ете како волонтери дојдовме таму да донесеме. Па како се нашле тогаш на листата за луѓе кои што имаат потребна храна? Знаеме дека минатата власт, мислам дека ова власт влезе поагилно и поинтересно во процесот на решавање на чистење на тие листи за лицата кои што земаат социјална помош. Но се уште постои таа неизбалансираност на листите, неточност. Втората работа е, каде што ние претежно работиме, е подпирајќи се на искуството, бидејќи ако работиме со локална партнерна организација од Прилеп, тие најдобро знаат каква е ситуацијата во Прилеп, бидејќи на тој начин ние даваме значење на самата партнерска организација, оние знаат состојбата на локално ниво, бидејќи да се разбереме, сите ние живееме на локално ниво. Нашите проблеми прво ги решаваме во местната заедница која што не постои, меѓутоа тоа е општината и општината е таа која што треба преку своите служби и администрација па и граѓански организации пред се да го реши треба да го реши тој проблем. И третата работа е се во моментов што на некој начин да речеме разговараме и преговараме, сугерираме, бараме начини и решенија како со институциите и ние граѓански организации да ги обединиме тие списоци и да видиме реалната слика и состојба на терен. Убаво кажавте, изборните списоци за изборите не е битно, е комплексно прашање. Ова е 3 пати повеќе комплексно прашање. Затоа велам, одржлив систем е многу, тоа треба да биде еден вид на ланец. Така, значи, меѓутоа ние врз основа на што и како го делиме. Значи, сета примена храна, ја регистрираме дека сме ја примиле. А од каде ја примате? Па, од компаниите, набавуваме институции кога поддржувате, мора да кажам, општина Струмици, тогашниот градоначелник, сегашен премиер, беше еден од првите амбасадори против гладот, па и собственикот на телевизија господин Боки Јовановски, бидејќи никака организации не можеме сами. Ни требаат нашата работа, волонтерите, простор каде што би ја следела таа храна и јавните личности, што повеќе на овој начин ги повикаме медиуми да се вклучат, бидејќи вие како медиуми многу побржи и полесно ги доаѓате до тие, да ги речеме, тажни истории кои што јас сум убеден дека многу повеќе вие придонесовте во изминатиот период да се најдат случаи кои што се заборавани и од луѓето, и од институциите, па не викам и од Господ, каде што
навистина ми е потребна таа помош. За жал, тоа е реалност. Оно што ви прашал, дали имате податоци за тоа колку храна се фрла во Македонија, од каде таа храна, дали од рестораните, од семејствата? Вака, ќе ви кажам, од рестораните сме правили некои истражување, кажуваме дека помеѓу 2 и 5 тона храна се фрла во самото Скопје за одредени празници. 5 тона е кога, нели, имаме прослави Нова година, 8 март, Божики и така. Меѓутоа, и да не се 2 тона. Меѓутоа, таа храна веќе многу мал дел е употреблива за граѓаните. Самите гостителски објекти, хотели, ресторани, па и во тие објекти работат луѓе за некои си мали примања. Па на крај крајва тој или таа сопственикот е свесен и секогаш сме наишли на такви примери многу, кои што таа храна што ќе остане, значи исправна храна, не некој да остави од тањерот, ја дава на своите вработени. И што е за позитивно, затоа што тоа е начинот да не се фрла храната. Вториот моментум е поголемите количини на храна, мора да кажам, минатата година од организирани кетеринзи, разни прослави, ние што не смееме тоа да го објавиме, ние доставивме околу 12 на тона термичко обработена храна, се вика, до крајни корисници, тоа се предржни организации кои што работат со маргинални групи на граѓани. Да не ги споменувам сега, бидејќи нели законски не е тоа легално, меѓутоа што да правиме? Ќе се јават, имаме 200, 100, 200, 300 оброка подготвени, дали да фрлиме, дали да ви дадеме на вас. На тој начин пробуваме на некој начин да го креираме тој систем кој што навистина многу значи и ќе значи за самите корисници. За крај би ве прашал, бидејќи сега сте во фаза на градење на тој одржлив систем, дали има систем од европските држави или можеби од соседството кој што Македонија може да го преслика овде и истиот да функционира? Не, мора да покажем еден флаер, тоа е ВСС ефект проект подржан од Европската унија, кој што ги дава одговорите на вашето прашање, односно 3-годишен проект подржан од Европската унија, во кој се вклучени Европската федерација на банки за храна, Словенската банка за храна и со поддршка од регионалните банки за храна Романија, Грција, Албанија, Србија. Ние во наредните 3 години ќе го црпим нивното искуство, иако сме веќе таму 6 години, нивното искуство кое што значи одржив систем за користење, бидејќи не е исто да се донесе закон во Чешка, каде што го има, и во Македонија, бидејќи стандардите, условите, системите можеме да ги претпоставиме какви се. Да, постојат во 7 држави во Европа, каде што постојат закони за нефрлање храна, не за донација на храна, него за нефрлање храна, бидејќи ние, како што спомнав, во Македонија имаме закон за донација и спонзорство, кој што може да биде комплементарен или да се вклопат едни други, да се измени. На тоа работиме, да видиме како и на кој начин можеме да дојдеме до едно одржливо законско решение. Од сите овие адхок иницијативи, еден ден ќе завршат. Нашето не е проект, нашето е мисија и цел, користејќи ги искуствата кои што се во Европа, одржливи системи. Ќе да кажам еден пример, активен само 2 секунди. Во Франција се донесе првиот закон, Араш Деран баш не беше наш гостин на Банката за храна и е почесен член на Банката за храна Македонија. После само 3 месеца, таму се одредено беше дека сите маркети кои што има 400 квадратни метри простор, дека треба таа храна што ќе останува да фрлат. Преку ноќ 2600 локали во Франција ги променија квадратурите од 400 на 390 и фактички тие не влегува во системот на донирана храна. Така да со бизнисот, со операторите за храна нема шега. Значи мораме сериозно, право ние да ги прашаме како, сериозно да пристапиме доколку сакаме одржив систем на долги стази. Јас ви благодарам што бевте гостин во студио 1. Ние повторно ќе ви имаме, за сега ви посакуваме успех со градењето на системот, истиот да биде функционален, а ние продолжуваме и понатаму